Добар ден, почитувани, пред вас е најновата Телма амбуланта. Жедни сте, уморни, имате честа потреба за уринирање. Лицата кои страдаат од диабетес, кој што е карактеристичен за повозрастните, често не сваќаат дека имаат ваква болест, бидејќи симптомите ги поврзуваат со процесот на старење. Може ли шеќерната болест навремено да се препознае и да се стави под контрола? За сето ова подетално од разговорот со денешната гостинка, а тоа е доцент доктор Искра Битоска, специјалист по интерна медицина, субспецијалист ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, диабетес и болести на метаболизмот. Докторке, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Ви благодарам на поканата и добро ве најдов. За жал, се повеќе луѓе се жалат дека страдаат од диабетес. Што се случува во нивното тело? Зошто се покачува нивото на шеќер и тој не може да влезе во клетките, значи останува во крвта? Зошто доаѓа до оваа болест? За диабетесот веќе многу сме зборувале и сме читале и верувам дека и нашите или вашите гледачи многу веќе добро ја познаваат болеста, но секогаш е добро и да се потсетиме. Диабетесот е хронична и прогресивна и агресивна болест која што не се опира. Малку грубо може би звучи за кој што нема лек, меѓутоа може многу добро да се регулира и да се живее подеднакво долго како и без неа. Што се случува во човековиот организам? За да нашиот шеќер, значи шеќерот, оној шеќер што го консумираме во било каква форма, е главниот енергетски материјал, односно извор на енергија на нашите клетки. Мора да го има во клетките за да си функционираат нормално. Секоја клетка, нели, со посебна своја намена. Како и да е, мора да влезе шеќерот од крвотокот во нашите клетки преку со помош на еден ензим кој што се вика инсулин, значи со помош на еден хормон. Инсулинот е хормон кој што се лачи од панкреасот. Доколку го нема инсулинот во крвотокот доволно, шеќерот не може да влезе во клетките и клетките нема да си обавуваат својата функција како што би требало. Проблемот не е само во доволно да го има, односно во количината на инсулин, туку понекогаш може и да има доволна количина на инсулин, меѓутоа тоа едноставно да не влегува во самите клетки заради различни причини. Така да било да го има, било да го нема доволно во крвотокот, инсулинот од било која причина доколку не влезе во клетките за да му обезбеди на шеќерот, пак тој да влезе после него и да си обавува секоја клетка својата функција, дефинитивно за клетките да не останат гладни, всушност, бидејќи тоа е за да не останат гладни за шеќер, токму така. А кои се, доктор, основните симптоми на оваа болест? Точно ли е дека лицата со диабетес се жедни, имаат зголемена потреба за течност? Точно, тоа е точно, заради тоа што клетката му дава податок на мозокот, бидејќи е гладна и бидејќи е жедна, значи едноставно не функционира, таа нема доволно енергија. И кога е гладна и кога е жедна, таа му дава на мозокот, на нашиот центар за жед, дека е гладна сум, нели? Ми треба мене практично енергија, ми треба вода. Исто така е значи и жедна и гладна. И центарот за ситост, и центарот за жед е стимулиран кога клетките се и гладни значи, и жедни. Затоа тие велат понекогаш дека имаат изголемена потреба за благо, цело време им се јаде. Од тука произлегува тоа. Значи центарот за ситост е надразнат, центарот за жед е надразнат и практично ние, нели, имаме зголемена потреба за јадење и зголемена потреба за вода. Но истовремено, бидејќи клетките и понатака се гладни, тие не обезбедуваат, значи нема доволна енергија. Затоа и се уморни сите. Уморни, токму така. Ние повеќе јадеме кога имаме диабетес, повеќе пиеме вода кога имаме диабетес и затоа многу почесто мокриме. Така, има уште низа симптоми кои што ќе ги објасните, но тие останатите велат дека се доцни симптоми. Што тоа значи доцни симптоми? А тоа се веќе компликации. Ние зборуваме за компликации. Значи ова се симптоми и клинички знаци кои што еден човек кога има диабет, често пати и кога не препознаен диабетесот или кога веќе има човекот диабет, меѓутоа му е шеќерот висок, ова се сите оние знаци кои што ги чувствува еден пациент кој што има диабетес. Она што го зборувате вие се практично резултат на компликации. За жал, сега малку протрчевме низ темава, меѓутоа многу често пациентите ни доаѓаат веќе кога имаат компликации. Значи 4-5 години се потребни минимум на нерегулиран диабетес за да еден човек има компликации од диабетесот.
Ке ги потенцирате сите тие компликации во текот на разговорот. Колку треба да е нивото на шеќер во крвта, наутро, на гладно, за некому да поставите диагноза диабетес? Не се поставува толку едноставно диагноза на диабетес, меѓутоа сепак многу битно да се знае, ова особено за моите колеги во примерното здравство, бидејќи сепак пациентите доаѓаат нели прво во допир со својот матичен доктор, да знае дека шеќерот би требало да биде наутро, на гладно, после минимум 8 часа пост. Значи не во 3 часот са бајле некој да јаде и во 8 часот да даде лабораторија, бидејќи тогаш сите вредности ќе бидат пореметени. Значи минимум 8 часа пост и во тој случај би требало шеќерот да биде меѓу 4 и 5,6 милимоли на литар. Утринска гликемија, земена од вена. Доколку 2-3 дена поред измерат 7 или некоја гранична вредност, 6, нешто? Различно ако измерат 7, ако измерат 2 пати 7 на гладно, тоа е веќе диагноза поставена диабетес мелитус и нема потреба дополнителни исследувања да правиме. Меѓутоа, доколку е меѓу 5,6 и 7, тоа на што вие го кажавте, 6,3 да речеме, во тој случај постојат тестови со кои што се диагностицира диабетесот. Еден од најпознатите е орален гликоза толеранс тест, он е тест познат со шеќерче или го велат обично луѓето го кажуваат како скриен шеќер, значи тоа е тој тест кој што ни е неопходен за да видиме дали еден човек има диабетес или има една ситуација како предиабетес. Тоа не беше предмет на темата, меѓутоа ако ми дозволите малку да спомнам за предиабетесот, бидејќи предиабетесот е многу битна работа. Тоа е предвесник на диабетесот. Тоа е состојба која што ако откриеме може да се врати назад во нормала, кога веќе имаме диагноза диабетес, не можеме човек што има диабетес да се врати во состојба да нема диабетес. Меѓутоа, кога имаме предиабетес, тоа е она едноставно кажано ниту во здравите здрав, ниту во болните болен, значи таа состојба на предиабетес тоа е она измеѓу фаза која што се уште доколку се фати на време со помош на овој тест, во тој случај можеме да дискутираме за евентуално враќање на оваа предиабетична состојба во состојба на Само накратко, како се карактеризира? Имаат некакви симптоми луѓето во тој период? Не, тука нема симптоми и тука ја спомнувам повторно улогата на матичниот доктор. Тој треба да знае дека доколку има гликемија, односно шеќер меѓу 5,6 и 7, тоа е она гранична вредност, она измеѓу вредност што ја спомнав, во тој случај треба да се направи тест и зависно од овој орален гликоза толеранс тест и зависно од вредностите во нултата точка, односно пред да се испие шеќер, бидејќи ова е тест со пиење на 75 грама шеќер, и вториот час откако веќе испиено, значи тие вредности со посебни бројки се разбирани и покажуваат дали еден човек има предиабетес или не. Значи нема тие луѓе симптоми. Но она што е многу битно да потенцирам е дека веќе и во таа предиабетична фаза луѓето имаат зголемен број на кардиоваскуларни болести, зголемен број на мозочни удари, зголемен број на бубрежни заболувања. Значи не е бенигна, таа фаза е веќе почеток, односно предвесник на диабетесот. И таа фаза е релативно опасна во делот на бројката на овие сите настани и случувања. Но многу е битно да се фати тука за да може да се третира и да си се врати човекот во нормална состојба. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 3076 677. Почитувани, ги очекуваме вашите прашања. Добре дојдени се доцент доктор Искра Питовска, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, диабетес и метаболични болести, ќе ги даде одговорите на сите ваши прашања. А ние продолжуваме да говориме на темата која што е зададена за денес, а тоа е диабетес. Доктор, има ли разлика помеѓу диабетес тип 1 и диабетес тип 2? Огромна. Разликата е огромна. Постојат повеќе типови на диабетес, ако зборуваме за класификација на диабетесот, но најчести се 3. Едниот е тип 1, кој што се јавува кај млади луѓе. Од моје искуство, најмалото детенце, би рекла бебенце, што сум видела со тип 1 диабетес, било 9 месеци. Значи, од многу мала возраст може да заболи бебенце од диабетес. Значи, диабетес тип 1 се јавува кај млади луѓе. Тип 2, кој е најчест, тоа се некаде околу 90% од вкупната бројка на диабетес, тоа е тип 2 диабетесот кај возрастни, каде што ја спомнавме она
оној патофизиолошки механизам на почетокот што го спомнавме, дека инсулин може да биде и во вишок, меѓутоа сепак да не го остварува својот пат до клетката, да не делува на клетката на инсулин. Кај тип 1 диабетес кај млади луѓе нема воопшто резерви на инсулин во нивниот панкреас. Воопшто. И од сам старт терапијата е инсулинска. Кај тип 2, кој што најчесто се подебели луѓе, кај нив има хиперинсулинемија, односно зголемено ниво на инсулин во крвта, но тој инсулин не допира до клетката за да може да влезе и да си ја повлече гликозата за себе, за да може клетката да биде убава и свежа и одморна. Значи, тип 2 е болест на возрастните и уште еден најчест тип од трите, најчест е тип 2, меѓутоа гестацијски диабетес, тоа е во бременост. Диабетесот во бременост, кој што морам да напоменам дека не постои претходно. Значи, кога една трудница нема диабетес претходно, се открива во текот на бременост, тоа е тој гестацијски диабетес. Се повлекува ли овој гестацијски диабетес од како жената ќе се породи? Тоа е нешто што не можеме да го знаеме во почеток. Они го добиваат гестацијскиот диабетес во текот на бременоста. Начинот на лекување е многу специфичен, начинот на водење на гестацијскиот диабет е многу специфичен, но кога ќе се породи жената со гестацијски диабетес, после 3 месеци ние ја повикуваме да направи повторно ОГТ тест. Тоа го нарекуваме рекласификација на диабетесот. После 3 месеци кога ќе се направи ОГТ тестот, тогаш заклучуваме дали ќе си продолжи тоа во тип 2 диабетес или останува само на ниво на гестацијски диабетес. Ги следиме тие жени до некоја наредна нивна бременост, а и понатака. И пред да го вклучиме гледачот, само уште едно прашање, дали бебето што ќе го роди жената, која што развила гестацијски диабетес, во текот на животот ќе има предиспозиција да развие диабетес тип 2, детето? Па тоа зависи од предиспозицијата на мајката. Доколку мајката имала предиспозиција, практично прво колено, и таа продолжи со тип 2 диабетес, прво колено, предиспозицијата ќе постои. Да, го слушнеме прашањето на гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака. Имам шеќер, последната контрола беше 7,8. Пијам глукопаш, метформин 2 пати во текот на јадењето на сева или навечер и реодон 3 пати по едно. Ме интересира во врска со исхраната за диабет. Добро, значи каква би требало да биде за исхраната? Предвидовме цел сегмент во оваа емисија, но еве докторке накратко можете да дадете одговор на гледачката. Доколку има повеќе време диабетес и доколку се јавила во нашиот центар за диабетес, пациентката би требало веќе да биде едуцирана за исхраната. Значи исхраната е едноставно кажано најголем дел од водење на диабетесот. Може би 80% отпаѓа на исхраната. Доколку пациентите не ни се хранат правилно, не вода сметка за храната, ја нема таа терапија со која што би постигнале добра регулација на шекерот. Малку е обемен овој одговор и нема да биде комплетен, затоа само би ја поканила пациентката да се јави во нашиот центар за диабетес, за некој од нас, докторите, да ја упати на едукација. Имаме сестри, имаме персонал кој што е комплетно обучен за да дава едукација за нутриција. Значи, исхраната не би изборувала сега, многу е долго и многу е широко и не сум нутрициониста, значи за тоа постојат многу работи би требало да се кажат. Не е само едноставно немојте да јадете благо, затоа што шекерот се наоѓа во многу намирници. Шекерот се наоѓа во белото брашно, се наоѓа во компирот, се наоѓа во оризот, да не речем дека се наоѓа и во овошјето, како фруктоза, како овошен шекер. Но тоа не значи дека ништо од ова не треба да се консумира. Напротив, исхраната и на овие пациенти наши треба да биде во рамките на она пирамида за исхрана во која што се вели дека отприлика 60% треба да биде шекер. Околу 20% до 30% протеини и околу 10% масти. Сакам да кажам дека исхраната и тогаш и кај овие пациенти треба да биде, на база на јагленохидрати, но тие треба да се одберат така да поминуваат брго низ цревата, да излегуваат побрзо од организмот и треба да се консумира по одреден терк.
Ајде да проговориме за повисоките нивоа на шеќер кои што не се контролирани и штетата што може да ја предизвикаат во нашето тело. Кои органи најчесто страдаат од неконтролирана ниво на шеќер во крвта? Целата филозофија кај шеќерната болест е што е сепак шеќерната болест болест на крвните садови. Значи, тука имаме пореметен метаболизам на шеќерите, но и на јаглени хидратите и на мастите. Познато е дека нерегулиран шеќер доведува до зголемено ниво на масти во крвта и на зголемена концентрација на масти под зидовите на крвните садови, до рана артериосклероза, затоа нели многу тесно соработуваме со кардиолозите, до стеснување на крвните садови, до таложење на материјал во крвните садови, стеснување на крвните садови, а крвни садови има секаде. Значи, страдаат сите органи. Секаде има крвни садови и нема ниту еден орган, ниту една клетка во човечкото тело која што не е засегната од шеќерната болест. Колку е подолг стажот диабетичен, толку се поголема и можноста за компликации. Колку е полошо регулиран шеќерот, толку е зголемена и можноста за компликации. Значи, ниту еден орган не функционира без крв, а ниту еден крвен сад е не поштеден од диабетесот, без обзир за кој тип на диабетес станува збор. Значи, подеднакво ризични се и тип 1, и тип 2, и гестацијскиот Подеднакво диабетес. со тоа да тип 1 се малку потешки од причина што многу подолго, значи можеме тип 2 да добиеме на 50 годишна возраст и на 60 годишна Тука, како што возраст. споменавте, на 9 месеци бебе Меѓутоа, ако едно добило. бебенце добие диабет, тука е веќе малку поголем проблем и тоа не е проблемот толку во терапијата. Проблемот е кога децата ни влегуваат во пубертет. Проблемот е што ние повеќе си имаме проблеми со родителите кога ги лекуваме помалите дечиња отколку со самите дечиња. Зошто е тоа така? Затоа што родителите се многу свесни за тоа што се случува со нивните деца и многу реагираат поинаку отколку самите деца. Тука веќе треба една огромна поддршка од средината. Да не зборуваме дека тоа е сепак педиатриска работа, по закон ние зборуваме за возраст над 14 години, ние под 14 години не смееме да лекуваме, како, значи, зборам за адултна ендокринологија, за ендокринологија и диабетологија кај возрастните, но после 14 години, нели, од децата ни доаѓаат кај нас, така да неминовно сите дечиња доаѓаат кај нас по текот на настаните. А исто така и над 14 години се разболуваат од тип 1 диабетес. А не сакам да кажам дека и дури и над 25 и 30 години има некои млади луѓе кои што се заболуваат од тип 1, па има дополнителни тестови, значи да видиме дали панкреасот има доволно резерви или не и каде да го класифицираме тој тип. Но како и да е, мора многу напор да се вложува во диабетесот, многу е деликатно водењето, многу задира во самата психа на пациенти, во самиот психолошки архетип, во самиот психолошки склоп на самиот пациент и не е засегнат само самиот пациент, туку ние мораме да водиме сметка за целата околина на пациентот, значи за далеко од тоа дека само образовното ниво е битно, до целото обкружување на има некои деца, има некои места каде што е срамота да се каже дека има детето болно. Се уште значи кријат. Да, има се уште такви каде што не можат они да кажат, па младите девојки имаат проблем да не можат ни да си фатат дечко, ниту да си имаат наречам нормален предрасуди, емотивен стигматизација од средината. Многу е комплексна Комплексна. болеста. Болеста не е само, еве, дури сакаме да ја нарекуваме состојба, иако е болест, меѓутоа сепак сакаме да ја наречеме состојба затоа што трае доживотно. Така. И тие пациенти се цело време со нас и нивните семејства, и да се возрастни, и да се деца, целата околина страда од најблиска до подалечна. Имаме гледач на линија кој што очекува да постави прашање во Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден, здраво. Здраво, повелете. Овде е трудница во 27-ма гестативска недела. Така. Би сакала да ја прашам докторката, праве без индикација ОГТТ тест, кој што излезе 5,2 на гладно, 11 после 1 час и 12 после 2 часа. Се уште не сум се видела со ендокринолог, меѓутоа 3 дена мерам по 1 час јадење до 7,7, 2 часа јадење 6,8 да речеме во нормални граници. Утринскиот е до 6 овие 2 дена
како би го регулирало утринскиот шекер? Дали докторката мисли дека има потреба од внесување на терапија или само со исхрана би терала до крај? Добро, ви благодарам, докторке, некој подпрашање да немате? Да, не разбрав за колку годишна жена. Колку години имате? 33. Колку? 33. 33 години има. И уште 27 гестацијска недела. 27, да. Значи, тисто се прави меѓу 24-та и 28-та гестацијска недела, доколку ве интересираат нивоата точно во тие 4 недели доколку е правен, значи меѓу 24-та и 28-та, во нултата точка треба да биде под 5,1, првиот час треба да биде под 10 и вториот час треба да биде под 8,5. Доколку во овие 4 недели направен тест ги има овие вредности кои што ги кажав, дефинитивно пациентката си продолжува, нели, без да го наречеме тоа гестацијски дијабет. Доколку има отстапки, Доколку дури мали? една точка само има Значи, отстапка. само една точка кој има отстапка. Само една точка доколку има отстапка, веќе тоа го нарекуваме гестацијски дијабет и продолжуваме со третманот адекватен за гестацијски дијабет. Споменавте дека сите крвни садови страдаат од дијабетесот. Често пати лицата кои што имаат шеќерна болест развиваат оштетување на бубрезите. И сега кај ни во одреден период се јавува дури и подобрување на клиничката слика, односно имаат потреба од помалку инсулин од вообичаено. И велат подобро ми е, а всушност имаат проблем со бубрезите. Зошто тоа се случува, на што се должи? Не видела сте имале некој гостин. Да, имав една тема која што ја обработив. Така, ова е прилично интересно и стручно прашање. Инсулинот се секретира во голема мерка преку бубрезите. Што значи дека бубрезите како престануваат да функционираат, како почнува се поголемо и поголемо оштетување, така помалку се елиминира инсулинот. Тоа значи дека она што пациентот го прима циркулира подолго време во крвта. Тоа е филозофијата на Всушност не име подобро, не им се подобрила. Не име подобро, меѓутоа се чувствуваат подобро заради тоа што дури одат и во чести хипогликемија. Сакам да кажем, тоа се ниски нивоа на низок шекер. Тоа е заради тоа што оние стандардни дози кои што си ги примаат инсулин циркулираат подолго време во организмот, се додава нова доза како ќе дојде после 12 часа, да би се однели шемата која што има инсулинска и практично се суперпонираат, се удвостручуваат инсулинските дози и пациентот има се чувство дека му е добро, дури и дека му е низок шекерот, но тоа всушност не е така. Ајде да го слушнеме и следниот гледач со прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Голем поздрав до вас и до докторката. Имам едно прашање. Јас пред година време открив дека имам шеќер. Така? Да, али многу ми варира. Или примам ја терапијата америлот од 2 мг и глутаминот од 1000 мг. И имам оштетување како на очите малку. Дали би требало таа терапија да ја примам или некоја друга? Добро, варира шеќер, нешто друго како подпрашање? Шеќерот варира, како подпрашање би кажала како маркер, како една анализа за добра гликорегулација ни е тромесечниот просек. Дали пациентката тромесечниот просек го има правено скоро? Да, нормално ми е. За секој 3 месеца го проверувам скриениот шекер ми е нормално, ама ми варира, 7 дојде 19, 17, 13, а ја примам терапијата. Така. Така, значи тоа е нормален, многу често нормален, кога ќе кажат, нели, пациентите, нормален е многу релативна работа. Ми требаше бројка, но како и да е. Како одговор на ова прашање и малку да го проширам, мојот одговор, шекерот секоја минутка се менува, нон-стоп се менува. Значи, ние имаме начин кога тоа го правиме, особено резервиран за помладите луѓе, имаме холтер. Исто како што се става холтер за притисок, нели, па 72 часа се мери континуирано притисокот, исто така имаме и холтер за мерење на шекер. Се става една направа на нашето тело и во рамките на 7 дена се мери на секој 5 минути како изгледа таа крива на крај, се менува шекерот континуирано. Значи, малтене секоја минутка како го мериме, секоја минутка ќе ни покаже различна вредност. Доколку пациентката има и 19-ки, како што спомна,
тешко дека е уреден, нели, просекот, бидејќи ако има 19, ако има 12, ако има 13, а просекот за добра гликорегулација е 6,5. Значи, колку би требало да биде распонот за да, нели, има уреден просек. Значи, многу работи и други не знам. Во алгоритмот на водење на дијабетесот има и должината на дијабетичниот стаж, и дали води сметка на храната, и дали имаме доказ за некоја компликација, очите дали се засегнати, бубрезите дали се засегнати, дали има невропатски тегоби. Значи, дали оваа терапија е добра или не, само вака како прашање, не би можела баш да одговорам. Треба да се направат, треба да се направат конкретни дополнителни анализи, но во секој случај само сакам да кажем дека шекерот секогаш варира и кај сите нас варира. Дури варира и кај нас здравите. Само што сепак тоа се држи до некоја нормална вредност. Значи варира секако. Зошто се оштетуваат очите? Исто таму има крвни садови, капилари, тоа е причината? Така, крвни садови има секаде. Освен еден мал дел од очите каде што нема. Меѓутоа, во секој случај, прво и најпрво страдаат малите крвни садови, што е многу логично. Страдаат како хронична компликација очите, бубрезите и нервите. Стручно, тоа се нарекува дијабетична невропатија, нефропатија, тоа се бубрези, и ретинопатија. Ретината е дел од нашето око. Токму затоа сите овие прегледи се вклучени во нашиот алгоритам на водење на болест. Правиме еднаш годишно очни прегледи, значи очен преглед во смисол на позадината на окото се гледа, не интересира диоптерот. Исто така бубрежни прегледи, исто така и прегледи за нервите. Тука да погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме почитувани со денешната Телма амбуланта. Останете на Телма. Како да го препознаете дијабетесот и да го ставите под контрола е прашањето кое што денеска и го упативме на доцент доктор Искра Битолска, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот. Доктор, имаме гледач на линија, да му дадеме предност. Па потоа ќе продолжиме со предвидениот концепт за денеска. Добар ден за него. Ало, добар ден. Повелете. Едно прашање имам, се извинувам. Секако. Дијабетот е дали постои надвор од државата некој зафат операција за тоа да се нормализира или па тоа трае цел живот? Пошто имаме слушнато дека дијабетот еден во странство има операции, дури у Турска сме слушнали дека може да се излечи тоа. Па не знам на кој начин. Дали може да се излечи дијабетес тип 1 во некој од светските центри со операција конкретно прашувате? Добро. Така. Во ред, ви благодарам за вклучувањето во програма. Постојат светски центри, зборуваме за тип 1 дијабетес, постојат светски центри каде што се прави трансплантација на Лангерхансови, на островчињата, значи на клетките кои што, нели, лачат. Инсулин. Меѓутоа успехот е многу релативен, тоа се многу скапи интервенции, и засега не покажале некој посебен успех, заради тоа што често пати знаат да се направат при трансплантација на бубрези, кога веќе е дојдено до тие компликации и се прават трансплантација на бубрези заради бубрежно засегање од дијабетесот, тогаш знае да се направи и трансплантација на клетки. Клетки се пуштаат низ порталната вена во црниот дроб, се трансплантира така, се пуштаат низ крвотокот и се очекува дека ќе си се формираат, ќе си се размножат како островца кои што ќе почнат повторно да функционираат барем до некаде нормално, тоа е едниот начин. И вториот начин, кој што се уште не е многу развиен, е стем клетки, односно од клетки како и сите оние други клетки од умбиликусот, да речеме, кога ако му се роди братче или сестриче на некој детенце кој што има дијабетес, значи генетиката да е слична. Па тоа е некаква си таква процедура која што се прави, сепак, мислам, ние сме далеко од сето тоа, меѓутоа сепак нема некои многу ветувачки резултати. Да се надеваме дека науката ќе отиде и дотаму да овие работи станат подобро направени и секако достапни кај нас, бидејќи ние дури и да постојат во странство, одреден дел од популацијата може да си дозволи за сето тоа, нели, да си го дозволи, односно да го направи. Меѓутоа и надвор и во најголемите центри сепак таа трансплантација и ова со стем клетките не е
до тој степен се уште не сме стасале до таму како луѓе. Докторке, зошто вела дека стомачната дебелина е особено ризична за дијабетес тип 2? Стомачната дебелина е ризична прва причина што масното ткиво што е во стомакот и во стомачните органи воопште не е исто како поткожната ткиво, како она што го имаме нормално кога се дебелиме. Стомачната дебелина прво кај мажите е вообичаена, мажите го имаат оној андроиден тип на дебелина кој мажите кога се дебелат тие секогаш ставаат сало на стомакот и стомачните органи, па и овој дел од поткожното ткиво тука станува поизразено. Тоа масно ткиво лачи одредени типови на хормони кои што не се баш меѓу добрите, ниту меѓу популарните и кои што доведуваат и до појава на тип 2 дијабетесот. Ние жените сме малку поспецифични, има жени со малку различни форми на телото, меѓутоа повторно оние жени кои што ставаат сало на стомакот се во многу слична позиција како и мажите. Со зголемен ризик. Со зголемен стомак. Нели, ние знаеме да ставаме сало и на колковите малку повеќе, имаме различни типови, нели, затоа и гинекоиден тип на дебелина имаме ние жените кога се дебелиме, но како и да е, мажите се позасегнати заедно во комбинација со жените кои што имаат повеќе сало на стомакот отколку на колковите. Ајде да слушнеме уште еден гледач со прашање. Добар ден. Добар ден. Не слушаме. Добар ден. Ве слушаме, повелете. На телефон Панче Самойловски од Тетно. Така, повелете. Поздрав до докторката Благодарам. и до емисијата. Би сакал да ме замолим да ми одобрите да поставам едно прашање, доколку може. Секако да го слушнеме. Јас сум пациент на Марија Ѓуковиќ од Клинички центар за дијабетисари. Имам шеќер на малку повисоко ниво од 15-17, сега ми е нормализиран, ми е донесен од 5,5 до 6,5 единици, но знае, у задно време, уназад 3 недели, ми доаѓа 8-9. Така, ви се качува периодично? Да, пијам зиофор од 1000, 3 пати дневно, после ручек, пијам и рал од 2 милиграма. Се бидам практо почитуваната наша експерт докторка. Зашто ми си јадат очи речи? Толку од мене. Ви благодарам, не разбрав сосема на крај. Не, на крај не разбрав. Да, ја не разбрав. После зошто не слушнеш? Не го разбрав сосема на крај. Прашањето претпоставам зошто се качува, периодично? Да. Периодично може да е поврзано и со ние сме подрече кој што има многу грозија, многу лубеници, па многу јаболки на зима, па се нешто имаме, нели? Благо. Така да периодично, одреден период, на лето повеќе се движиме, на зима помалку се движиме. Значи, не можем да разберам, нели, што точно се бараше како одговор, меѓутоа, има периоди кога повеќе се движиме, има периоди кога помалку се движиме, кога јадеме повеќе овошје или повеќе благо, кога јадеме помалку, кога се разболуваме повеќе, на есен и напред, кога не се разболуваме повеќе. Значи, има навистина периоди кога сите тие работи, не сме роботи, нели? Стресот ни го качува шеќерот? Стресот многу. Значи можеме да бидеме под некој хроничен стрес и поради тоа да... Токму така, и или хроничниот болката? Болката особено. Се што се случува со нашиот организам го качува шеќерот и кај оние што се здрави. Сакам да кажем дека дозволено и кај здравите луѓе кога имаат акутен стрес, тоа може да се качи дури до 14 и до 15, а да нема дијабет. А замислете што се случува кај луѓето кои со дијабет. Имаат дијабет. Така да стресот е присутен секојдневно и само зависи од тоа како се справуваме со стресот, како го менаџираме. Од друга страна, пак оние луѓе кои што не се на антидепресиви, толку се спорени и толку сакаат да спијат, си го сакаат креветот, да едноставно со нив многу тешко се работи, бидејќи тие можеби нема толку стрес, малку се спорени заради терапијата нивна, ама од друга страна се па погладни, бидејќи ништо посебно не прават, нели, кога се спорени повеќе јадат. Не се движат толку, немаат сила за движење.
И кај нив е проблем регулацијата на шеќерот, а и кај овие кои што се хиперактивни и кои што се континуирано под стрес. Јас денеска предидов навистина многу прашања, имаме премалку време. Еве ќе предам на пандемијата со COVID-19 и лицата со диабетес. Некако изгледа дека тие потешко се справуваат со вирусот SARS-CoV-2. Има ли науката одговор зошто е тоа така? Науката дава одговор, а ние клиничарите тоа го гледаме континуирано. Прво, затоа што во терапијата многу често е вклучено кортикотерапија, тоа се додава терапија која што го покачува нивото на кортизолот, затоа што пак тој делува антиинфламаторно, така да самото тоа го придонесува за зголемување на шеќерот. Оно што е интересно е дека ние забележуваме појава на нови пациенти со диабетес. И тука има многу одговори на кои што не можем децидно да ви кажам ништо. Побаравме од локалната канцеларија на Светската здравствена организација да ни даде податок за нашава земја, бидејќи они ги прибираат тие податоци, за бројката на ново заболени од диабетес од почетокот на 2020 и оваа година. Така да чекаме одговор од нив да видиме што се случува и дали е зголемена бројката на годишно и на двогодишно ниво, но како и да е, зголемено е нивото на шеќер. Има некои нови студии кои што покажуваат дека клетките на панкреасот, оние кои што го лачат инсулинот, се исто така нападнати од вирусот. Што значи дека и се зголемува бројот на лица со диабетес по прележувањето на тоа се должеше и релативниот недостаток на инсулинска терапија, бидејќи нашите тендери се 2 години и ние предвидуваме, кога ги правиме сите тие работи, предвидуваме за 2 години пораст, наречеме, на годишно ниво за 10%. Меѓутоа сега и тоа се надмина, што значи имаше многу индиректно заклучувам, имаше многу зголемена потрошувачка на инсулин. И тоа е едно од маркери, да кажем, работи што ги гледаме дека навистина диабетесот е во подем. А за точните бројки, веројатно во некоја друга емисија сега не би можела да ви дадам податок. Секако ќе се видиме повторно, бидејќи навистина имаш уште многу работи за кои што требаше да продискутираме, но се надевам дека ќе одвоите повторно време да дојдете во студиото на Телма и заедно со вас, ние во студиото и гледачите да научиме нешто повеќе за оваа болест. Се надевам. Или состојба, како што споменавте. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Гледајте не секој работен ден во 12:45, бидејќи заедно учиме како да бидеме и останеме здрави. До гледање.